Компанијата Подгорка од Струга долги години се занимава со увоз и дистрибуција на прехранбени производи од неколку познати брендови од регионот и пошироко. Подгорка денес е еден од водечките дистрибутери на територијата на нашата држава на млечни производи, пилешки, говедски трајни и полутрајни совомеснати производи, пилешко замрзнато месо, јунешко и телешко свежо и замрзнато месо и замрзнат зеленчук и овошје. Компанијата денес работи во нови производствени, магазински и деловни простори од над 5000 метри квадратни. Објектот е изграден според стандардите за енергетска ефикасност, а производствениот процес во фабриката се одвива според најмодерни европски стандарди. Инвестицијата е во висина од 5,5 милиони евра, кофинансирана со околу 2 милиони евра средства од ИПАРД фондовите и владата на Република Северна Македонија. Подгорка продолжува да работи на проширување на својот асортиман и производство. Мевмет Џемајловски, Подгорка, најуспешен агробизнисмен за развој и модернизирање на производството. Добро вечер за сите присутни. Благодарам за екипата на Современо земјоделство и Агротим и на мојата колешка од Собрание Еленче Николовска за нивната можност да не забележи сите оние кои што се трудат да направат нешто добро за државата, да направат нешто добро за овој народ, за кој што сите се трудиме заеднички да сме на прав пат. Од ова говорница сакам да се заблагодарам на премиерот Зоран Заев, на министерот, претходниот министер за земјоделие, господинот Љупчо Николовски, и на претходниот директор на платежната агенција, господинот Никол Чебабовски, за несебичната поддршка и соработка во искористувањето на средствата од европските фондови, од ИПАРД фондовите, кои што навистина се голема поддршка, голема помош, голема можност за сите оние кои што имаат идеи и планови и сакаат да ги реализираат. Во тој контекст, сите овие средства можат да се реализираат исклучиво само со помош на институциите, на владата, затоа што дел од тие средства треба да бидат од владата, односно 30% од мојата кофинансираност во мојата инвестиција се дел од владата. Се надевам и посакувам и сега, и во иднина, и сегашниот министер, и сегашниот директор на платежната агенција, и сите останати, дека ќе помагаат на сите оние кои што имаат идеи, планови за реализација на ваквите средства, бидејќи тие на нас чекаат, на оние кои што се храбри. А ги охрабрувам сите кои што имаат идеи, можности, планови за реализација на овие средства да не чекаат многу. Бидејќи тоа се случува еднаш во животот, се случува сега и овде. Може да се аплицира, може, како што кажа министерот, дека ќе има и трет повик за ИПАРД 3 и не чекајте. Пробајте да ги искористиме сите средства. Тоа е за наше добро. Ви благодарам.